Стајковска, програмска офицерка во регионалната канцеларија за младинска соработка, така познато како РАјКО. Ние сме меѓувладина организација на Западен Балкан која што се бави со спроведување на проекти и програми во полето на помирување, градење на мир, интеркултурен диалог и повеќе регионална соработка помеѓу младите на Западен Балкан. Ме мотивира губењето на потенцијал во овие регионални соработки, бидејќи поразително е кога слушаме од фидбекот од младите и статистички потврдено дека се повеќе млади луѓе имаат првичен контакт со работка со некои европски земји него со нивните соседи. Сметам дека огромен е потенцијалот во регионалната соработка и дека има многу млади луѓе кои што се отворени да ги надминат предрасудите и да изградат мост за подобра соработка и со тоа исто така и самиот Западен Балкан да се зајакне како една многу убава голема младинска мрежа. Културниот фонд настана како еден фидбек од младите луѓе што во изминативе години го добивме од соработка преку други програми. Иако сме имале секогаш еден пилар на поддршка на културните работници, уметници, свативме дека после години работење дека е огромна потребата, значи да имаме и посебен фонд кој што само ќе се бави со култура и уметност, кој што сметаме дека многу е ограничена поддршката и финансиска и стручна во оваа област, ради тоа што имаме се поголем број на млади луѓе кои што се многу креативни, кои што можат многу да придонесат општеството, а сепак ги немаат правите алатки за да го постигнат тоа. Мислам дека градиме едни културни настани творби кои што доаѓаат од младите луѓе, кои што се еден повик за социјалната промена кој што тие сакаат да бидат и да видат во своите општества. Во изминативе 3 години можеме да се пофалиме со поддршка на повеќе од 105 иницијативи кои што вклучуваат не само организација на невладиниот сектор кој што се бават со културата и уметност, но и кој една голема победа исто за овој сектор е и поддршката на индивидуалци, значи млади луѓе кои што се како индивидуалци вклучени кои што може да аплицираат во овие програми и не се посекако дел од некоја организација што дава повеќе слобода и повеќе простор за младите луѓе да имаат во различни форми апликации во полето на култура и уметност во РАјКО. Гледајќи го тоа се повеќе не дава нас надеж и мотив да почнеме да спроведуваме се повеќе вакви програми, но исто така и РАјКО да биде како еден мост меѓу младите и културата и институциите, бидејќи сметаме дека институциите исто така играат огромна улога во поддршка на културата и младите во Западен Балкан. Денешниот настан представува едно од низа на промотивните настани кои што ќе ги имаме до крајот на јуни, ради тоа што доаѓа крај на оваа 3-годишна програма и ова е целта да им дадеме дополнителна платформа за промоција за сите 20 грантови кои што беа изработени во текот на овие 3 години. Би искористила оваа прилика исто така да ги мотивирам сите млади уметници, културни работници кои што некогаш се размислеле дали да аплицираат на проектот во културен фонд, бидејќи сметаме дека не само тоа што е добра шанса за нивното градење на капацитети и остварување на нивните културни творби. Процесот на апликација е направен се поедноставен за да може да имаме поголем број на апликации, да го леснеме целиот процес за да бидат они мотивирани да се фокусираат повеќе на програмскиот дел и на тоа што сакаат они да го придобијат со добивање на грантот. Гледаме многу голем број на нови партнерства кои што тие ги прават и надвор од РАјКО, само бидејќи се запознале преку програмава и највеќе што на радо е дека гледаме дека продолжуваат соработките и во други институции, други организации кои што исто може да им понудат поддршка во остварување на нивните активности. Здраво, јас сум Дино Чупевски, коосновач на Атриум, уметничка организација која веќе 4 години работи во полето на изведувачките уметности, интердисциплинарно и аудиовизуелно, претежно засновано на истражувачки основи. Веќе сме активни сме локално во Македонија, но и изминатиот период соработуваме и регионално. Ми представува супер мене лично како продуцент во процесот Душан, театарската представа која што лани имаше премиера, што бевме поддржани од РАјКО и од Министерството за култура и туризам на Македонија. Бидејќи имавме сепак одржливост во самиот процес, а воено ни пружи можност да се вмрежиме и да се запознаеме со колеги од регионот, конкретно од Западниот Балкан. Ни представуваше супер да се запознаеме воопшто и да согледаме колку е битно заедништвото што треба да го градиме во регионот, со цел да и понатаму бидеме одржливи како организација на независната културна сцена.
Рајко конкретно апсолутно ни придонесе кон тоа, бидејќи супер се вмрежавме, согледавме на кој начин можеме тоа да го преточиме во идни некои проекти, веќе и се случува тоа, така што верувам и ги поттикнувам останатите млади и организации и поединци да земат предвид што е присутно тука кај нас, општествено, и во однос на поддршка на независната културна сцена како таква. Со оглед на тоа што нашата представа се бави со антивоена тематика и се обидовме некако како колектив да ги деконструираме последиците од воените разорни дејствија кои што и сега согледуваме на глобално ниво како се активни и воопшто на некаков начин тоа да го пренесеме на публиката, конкретно за Душан како представа преку деконструкција на настани од животот на еден млад поет. Искрено ни представуваше воопшто предизвик да се бавиме со таа тема како таква и воопшто кога има травматски процеси, да речам, многу е битно да се заземе некоја соодветна линија и да не се условно кажано експлоатира нечие трагично искуство како такво, а воопшто значи преку уметнички пракси да се бавиме со овие теми, бидејќи на тој начин можеме апсолутно да придонесеме кон своевидна некоја си еманципација на пошироките публики. А генерално независната сцена како таква е клучна во градењето на тие некои диалошки форми со публиката и сметам дека е сосема неопходно и тоа понатаму да се поддржува од инстанците и од надлежните органи и воопшто да се вклучи во некој конструктивен диалог во градењето на културата на едно општество. Атриум конкретно сега сме веќе во процес на продукција на еден филм од партиципативна природа. Воедно сега ни следи и продукција на нова представа по текст од хрватски автор, од Ивор Мартиник, така што е живо, да речам, да. Следат ствари, така што е супер да воопшто публиката биде се поише инволвирана со нашите воопшто со се што се случува на независната културна сцена и во Македонија и во регионот. Здраво. Јас сум Ваниса Тримчевска, дипломирана актерка, професионална актерка и дел од Сдруженијето, односно Независниот театар Вортекс, каде што активно работам во последните неколку години на тема театар, организирање на настани, работилници и слично. За овој проект мислам дека дознав преку пријатели. Потоа го видов и на социјалните медиуми и аплициравме поради тоа што ние како организација имаме многу потреба од поддршка од ваков тип, така што аплициравме без многу размислување со проект кој што траеше одредено време во Македонија, потоа и се играше и во Косово. Па за мене како уметник лично значи многу, бидејќи јас запознав многу луѓе преку овој проект и преку ваков вид на грантови. Секогаш ти се шират видиците, можеш да запознаеш луѓе кои што размислуваат слично со тебе, можеш да се отвориш во однос на многу соработки, што кај нас во земјава, што во странство. Така што мислам дека ова како проект и како организација за нас значеше многу. Искуството секогаш е позитивно, поради тоа што ние секој пат во ваков тип на проекти сакаме да вклучиме млади уметници пред се, кои што се во пикот и во екот на својата кариера, на кои што сепак има потребна поддршка. Така што овој тип на проекти за нас значат многу поради тоа што и тие што сме помлади и што се помлади можат да стекнат поголемо искуство, да запознаат некој што е веќе поискусен во самата област. Младите луѓе се, како да кажам, круцијални во ваков вид на проекти. Јас би им препорачала на сите организации кои што се двоумат од каде да имаат поддршка и од каде да побараат средства да аплицираат овде, затоа што мислам дека не можат да имаат негативно искуство со ваков тип на проекти. Поддршката од нивна страна е секогаш тука, аплицирањето и самото водење на проектот е лесно, заради тоа што имаме поддршка од организацијата секогаш и мислам да не се двоумат и да си ја пробаат среќата, бидејќи некој пат ни треба само малку поттик за некоја идеја да стане реалност.